Ангел Наков ќе добие тужба од концесионерот на рудникот Казандол ако јавно не се извини за јавните говори против рудниците во југоистокот. Компанијата Сардич МЦ на Наков му испратила опомена пред тужба за неговото учество во емисии на македонските телевизии и бара да ги повлече изјавите дека рудниците се извор на болести и смрт, бидејќи го рушел угледот на компанијата, но и на фирмата од Финска, чија опрема е купена за експлоатација на руда во Казандол. Во опомената, адвокатскиот тим на Сардич МЦ го предупредуваат Наков дека доколку дојде до тужба, судењето ќе му предизвика големи финансиски трошоци. Опомената Наков ја објави на Facebook страната Спас за Гевгелија, а во своето обраќање на социјалните мрежи, упатено до Сардич МЦ, тој им порачува да се извинат на сите граѓани од Валандово, Богданци, Гевгелија и другите населени места за нивните досегашни постапки. Инаку Наков е еден од најгласните говорници против рудници во југоистокот и еден од првите луѓе кои ја покренаа иницијативата за референдум за рудници на Кожув. Наков изјавува дека отварањето на рудници значи масовно иселување за гевгеличани поради многуте негативни влијанија врз животната средина. Во принцип, ова е една активност, можеби најдеструктивната активност која што воопшто човекот ја измислил во својата историја. Многу полоша од војни, многу полоша од нуклеарни експлозии, радиоактивно зрачење, бидејќи катастрофалните последиците од овој тип на стопанска активност се катастрофални. Тоа значи комплетно загадување на воздухот во околината на овие рудници. Не, најпрво комплетно уништување на растителниот свет, тоа се работи за отворен тип на рудници, каде што прво се уништува или се сече целокупната шумски појас. Тоа е една огромна масивна операција кај што, знаете, сите ние имаме погрешна представа за рударство. Тука се работи исклучиво копање со експлозиви. 10, 20 до 50 тона експлозив на ден се користи. Таа руда потоа се вади и се носи на огромни платоа, кај што се распостелува и доаѓа клучниот момент, се употребува цијанид, се третира со цијанид. Овие рудници користат негде во просек околу 10 тона цијанид на ден. За ваша информација ќе ви кажам дека да го затруите цел Гевгелија ви требат 10 литри. Сена се, 10 литри. А овде е употребата околу 10 тона на ден. Тоа предизвикува комплетно загадување на сите надземни и подземни води, загадување на почвата и крајен ефект, без исклучок, во цел свет е во период од 10 до 15 години комплетно раселување на целото население што живее во периметар од околу 50 на километри од овој тип на рудници. Бидејќи последиците се такви какви што се катастрофални, ова е табу тема. Темата за отварање на рудници од отворен тип за копање на злато и бакар со употреба на цијанид, а тоа е единствена профитабилна и економска можност. Има спинови и спекулации дека имало и други методи. Не, ве уверувам. Единствена метода за добивање злато од таква концентрација на руда како што се овие рудници овде во општина Гевгелија е исклучиво цијанидот. Тоа е табу тема. Луѓето во цел свет обично дознаваат кога е многу касно, кога веќе рудниците се отвараат и кога веќе ги гледат последиците. Освен Наков, опомена пред тужба добиле и активисти на Спас за Валандово, кои се борат во Валандово да се организира референдум за стопирање на работата на рудникот Казандол, како и спречување на отворање на други рудници во нивната општина.